Добро утро, велам и за сите оние кои што во моментот се вклучија на првиот канал на македонската телевизија, следат утринската програма Македонија наутро и заедно со нас го пијат првото утринско кафе. Време е за првиот разговор. Ви информираме дека утре на стадионот во Волково ќе се одржи 7-та преддржавна изложба на македонското овчарско куќе Караман, а детали за ова дознаваме од нашите гости. Велам добро утро за Владко и Маријан Костовски. Добре дојдовте. Добро утро. Добро на самиот почеток, за оние кои што може би не слушнале, не верувам дека ги има во голем број, но ајде да информираме кои се спецификите на македонското куќе Караман. Ќе видиме и фотографии, ни донесовте. Да. Еве вака се, кога станува збор за македонското овчарско куќе Караман, него го препознаваме во две димензии. Првата димензија е онаа природната, експлицитната, онаа видливата, и таа се однесува на неговото постоење на планините и воопшто во дворовите на македонските семејства. Македонскиот Караман во природна форма го препознаваме како чувар на стадата и воопшто како чувар на сето она што му е доверено на чување. Македонскиот Караман во таа природна форма доскоро беше во фаза на исчезнување, меѓутоа со појавата на организираното одгледување, со формирањето на кинолошкиот клуб Македонско овчарско куќе Караман, таа природна форма некако во одредена мера се зачува, меѓутоа се уште треба многу да се работи, да се достигне она ниво во кое го среќававме македонското овчарско куќе Караман до пред 50 на години. Да нема забуни, ова воопшто не е шарпланинец. Да, воопшто не е шарпланинец, така што може да се каже дури и дека е тоа таткото на шарпланинецот, односно Караманот е прастара форма, а за тоа ќе кажеме кога ќе зборуваме сега за неговата втора димензија, тоа е митската димензија на македонското овчарско куќе Караман, имено единствено куќе кое е споменато во македонската народна литература е токму македонскиот Караман. Ниедно друго куќе. И ниеден друг народ не успеал да опее свое куќе како што тоа го направиле македонците, зборувајќи за македонскиот Караман. Имено него го среќаваме во македонските народни умотворби, во приказните, во песните за Челник Пео, потоа во пословиците, поговорките и така натаму. И што е најважно, него го среќаваме во Рик Веда, во една од најстарите книги на светот, што значи дека ова куќе е старо преку 3000 години. Така што голема чест е за македонците да имаат една кинолошка форма која има своја древна природа, така што со тоа можеме да се пофалиме во светски рамки. А ако зборуваме дека сме македонци, рете и да знаеме што имаме како наша. Се разбира. Кога станува збор за 7-та преддржавна изложба, при крај се подготовките, утре ќе се одржува, ајде детали, до каде е организацијата, како е програмата направена? Она што беше испланирано е реализирано. Предвидени се, значи, да најавиме дека судија во рингот ќе биде меѓународен судија со богато кинолошко искуство, кој судел на многу кинолошки манифестации, вклучително и Караманите ги судел на ЦАЦЕП изложба во Организација на кинолошки сојуз на Македонија. Станува збор за Миле Алексовски, а делегат ќе биде исто така кинолошки судија кој 5-та и 6-та државна изложба за Караманите ги има судено, значи ја познаваат трасата одлично. Габриел Стибел. Ќе планирани се околу 25 до 30 кучиња да учествуваат утре на изложбата. Ќе има награди во 5 возрастни категории, од 3 до 6 месеци, од 6 до 9 месеци, од 9 месеци до 18 месеци, од 18 месеци до 8 години, ветерани постари од 8 години. Ќе се прогласат најубава женка и најубав мажјак во сите тие 5 возрастни категории. Предвидени се пехари, благодарници за сите учесници, храна за кучиња, уметнички слики за победниците од 18 месеци до 8 години и вклучително и традиционалната награда Златен околовратник, која клубот ја доделува на најубавиот мажјак и женка од 18 месеци до 8 години. Зошто е
трофеј на таа возрастна категорија, затоа што сите оние кои се од 3 до 6 месеци, 6 до 9, ќе имаат можност да се надпреваруваат, значи во голем временски период и да бидат за таа престижна награда Златен околовратник, ако нормално собствениците се кинолошки спремни да секоја година, значи оваа манифестација одржуваме еднаш годишно и важноста на оваа државна изложба е што секој што има караман може да го донесе, значи бесплатно да го оцени судијата и да добие оценска врз основ на таа оценска листа доколку е позитивно оценето кучето, ево типот на расата, да добие родовник, педигре, која го издава Кинолошки сојуз на Македонија, нормално со непознато потекло, и од тука натака да почне селекцијата, значи кутрињата добиени од тоа куче ќе може да добијат родовници каде што ќе го има како предок токму тоа куче што е оценето. Споминавте од 25 до 30 кучиња ќе видиме на утришната изложба. Дали ги исполни очекувањата бројот на пристигнати апликации? Па да, секоја година тука се негде као 24 до 30 кучиња и доволно и оваа година е ме радува тоа што ќе има многу нови примероци што првпат ќе бидат оценети, ќе добијат родовници со непознато потекло. Изложбата е на еден начин можност да се спаси караманот од изумирање како раса. Колку граѓаните се одлучуваат да имаат караман како домашно милиниче? Па, оние што живеат во стан се разбира им е проблем. Дискутиравме пред почетокот на разговорот. Затоа што станува збор за голема раса, влакнеста. Така. Па сопругите ќе ги избркаат. Така. Треба многу одржување, многу внимавање, но за оние кои што имаат двор е одлично домашно милиниче. Би бил многу убав украс во дворот, но и ќе имаат нешто во дворот што е дел од македонската традиција, ќе може да се гордеат со тоа што спасуваат една кинолошка форма која била гордост на нивните предци, нашите дедовци ги одгледувале со векови, но на добар пат е да исчезне. Значи, појавата на клубот не беше случајна, туку беше со намера да последните примероци кои ги наоѓаме по бачилата кога идеме на теренски истражувања, во соработка со сточарите да спариме кучка или да земеме кутриња и така во урбани услови да ја зачуваме расата преку организиран начин на одгледување, селектирање, да го подобриме нејзиниот квалитет и постепено постепено да враќаме примероци по бачилата и кога ќе планинариме, кога ќе шетаме по македонските планини покрај стадото да видиме убави карамани. Така што ова е убава можност да упатиме еден апел до сите гледачи на македонската телевизија, особено оние што имаат контакт во природните средини со некаков караман, да го, ако можат да го зачуваат и некако да стапат во контакт со нас. Многу е лесно да се стапи во контакт со нас. Така што тоа ни е неопходен чекор, затоа што оваа раса треба да се шири што повеќе, а за да се направи тоа потребни се повеќе крвни линии, односно повеќе свежа крв, условно речено, за да може да се облагороди крвта и да може да се шири во што поголема мера, затоа што тоа е важен момент, бидејќи за да се признае една раса во светски рамки, потребно е да биде омасовена во матичната држава. Така, споминавме дека оние кои што имаат двор, одлично би се вклопил караманот во нивното домаќинство. Пред се мора да споминеме дека е неверојатно куче чувар. Тоа е во секој особено случај важно. Станува збор за куче кое умее, има чувство за чување на имотот и на сето она што му е доверено на чување. И не само тоа, да споменеме дека во придружба на деца караманот е исклучително внимателен. Умее да биде чудно внимателен и да си поигрува со детето и да го едноставно да внимава на него. Чувство за љубов кој го имаат кучињата кон децата, тоа многу пати е... Но и чувството на кучињата, посебно кај караманите, да видат и оно што луѓето не може да го видат. Значи, во македонската традиција и култура се зачувани многу народни верувања околу караманите со 4 очи, кои можеле да го видат вампирот и да го уништат. Така, тоа се пак народни верувања кои имаат непосредна врска со
со ригветските химни, каде се опеваат црните четириоки кучиња Сарамеи, тоа се карамани, кои на богот на смртта Јама, кои биле негови придружници. Ретка можност, значи, во светски рамки да една раса била опевана пред 3000 години и се уште во фолклорот да се опева. Значи, фолклорот е некоја продолжение на митските приказни и песни и добил рационални форми. Во ригветските химни Сарама го спасува стадото од демонското племе Пани, е придружник на богот Индра. Во македонскиот фолклор од клетите турци Арнаути е придружник на челник Пео, кој го најавува доаѓањето на овие арами кои сакаат стадото да го однесат. Верувам дека утре на изложбата ќе дојдат и голем број на граѓани кои што ќе размислуваат и дали да се одлучат за караман како своје домашно миленче. Што е оно што треба да го знаат во поглед на негата, грижата за куќето? Што е оно што го бара караманот од сопственикот? Па еве вака сега, кога станува збор за македонскиот караман, тоа е куче кое, како што рековме, веќе 3000 годишна традиција има во неговото чување кај нас. Така што тоа е куче кое е навикнато на оваа клима, на сите овие услови, на менталитетот на човекот од овие простори, така што тоа е куче кое е мощне мислам има можност да е заштитено од болести на некој природен начин, така што за него не треба некоја кој знае колкава нега. Многу едноставно, искрена, многу едноставна. Многу не се немаат ни време да се грижат за кучињата како што она го прави урбаниот човек, затоа што тие се пуштени, живеат околу бачилото како чопор волци. Борци сами за себе, Да, си изборуваат за храната, си ствараат своја хиерархија, кој прв ќе јаде од тврдливата храна околу бачилото, кој прв ќе има женката. И тоа е оној закон на природата кој прави да се раѓа здраво потомство. Нормално што ме најак на бачилото, тоа е изглед. Тоа е некако особено важно и во ова брзо време кога некако се трчаме и немаме време. Да, и така да не бара некои посебни услови, неги, доволно е да се нахрани. Храна и љубов. Да. Тоа е сосема адаптирано на ова поднебје и за него нема потреба од некоја кој знае колкава грижа и внимание, бидејќи сето тоа си го направила природата изминатите 3000 години. Сосема на крај на разговорот уште еднаш ќе потсетиме утре во колку часот започнува изложбата? Во локацијата е стадионот во Волково, новиот стадион покрај реката Лепенец, во близина на последна 22 автобуска станица. Почетокот е 11 часот. Мислам дека ќе не послужи времето. Да, кажа колегата Гливовницкоски, ќе имаме сонце. Да. Ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание на Македонија наутро. Ние се гледаме утре на изложба. Нашата прастара раса караман, која е во фаза на признавање, докато дојдовте на 7-та државна изложба за карамани, која традиционално се одржува овдека во Волково. Денеска честа да ја суди оваа изложба, ја има нашиот меѓународен, еден од најпознатите меѓународни македонски суди, господинот Миле Алексовски, исто така генерален секретар на Кинолошката. А тука како представител Сојузот е и господин Слободан Милошевски, исто така поддржувач на расата караман. Што да кажеме, убаво е што денес е денот е убав на вистина, што по 7ми пат се одржува оваа изложба, што оваа раса се надевам дека од години во години ќе има се поголем број на интересенти да чуваат расата. Веќе имаме регистрирани некои нови одгледувачници, нови ликови, што е навистина добро. Една жална вест е што за жал човекот кој почна да ја суди оваа изложба традиционално, Владимир Крстевски од Куманово, прерано почина. Значи, голема чест, предлагам еден минутен
Слава на господинот Владимир Костевски, а сега пред да отвориме изложбата, односно званично ќе ја отвори генералниот секретар кој денеска ја суди, му даваме збор. Денес ми е чест што ќе бидам дел од ова шоу, што секоја година традиционално се прави веќе 7-ми пат. Ова не е прв пат да ги судам караманите. Може би сум еден од првите што сум ги судил на ЦАЦИК изложба во Македонија. Нашиот сојуз прави напори да отпочне со реализирање на проект за признавање на оваа раса во светски рамки и се надевам дека сите вие ќе учествувате во тој проект. Денес се надевам дека ќе дојдат повеќе, ќе има дружење меѓу луѓето и ја прогласувам оваа изложба за отворена. Јас се надевам дека председател на кинолошкиот клуб Милјан Лексовски другата година ќе ме удостои со своето присуство и повторно караманите, за да се сеќава на оваа изложба, на оваа историческа На изложбата беа презентирани 29 карамани, што оваа изложба ја прави најмасовна со учесници од досега одржаните 7 изложби. 11 мажјаци и 18 женки се запишаа во оценските листи со кои оние што за прв пат се влезени во рингот ќе се стекнат со македонски условен родовник. Во возрастната категорија од 3 до 6 месеци се појавија 6 караманчиња, 3 машки и 3 женски. И, како што е вообичаено, девојките имаат предност. Астра од Трајче Китановски, караманче од одгледувачницата на браќата Костовски, беше многу срамежлива за да биде изложена на погледите на публиката, па Илија, како поискусен излагач, ја водеше и ја презентираше пред судијата. Буба на Бобан Миовски зрачеше со исконска убавина, но не беше расположена да ја водат низ рингот. Како да и не достигаа слободата, недопрената природа и блењето на јагнињата од бачилото на кое беше родена. Караманката Андја на Илија Каров беше подготвена со ринг дресура како веќе да поминала многу изложби, а не прв пат пред очите на јавноста. Кучиња се кипски угол. Имаме едно куче што е со окртно влакно, тип на расата, кучка која е малку
постара, значи месец дена мало куче не значи. Денес највише ми остави впечаток во врска со анатомија. Поред тоа, на трето место ќе биде кучката со пократко влакно, не поради влакното, туку поради тоа што уште не е стегната, не е зацврстена, не е оформена. Значи тоа е малку покасно стасна крвна линија, што би се рекло. Ушите малку се носи наназад цврти, помеко дошли и малку влакни. Караманчето Атом на Владко Симоновски, кој собственикот го имаше доведено од Бачило од Источна Македонија, на 5-дневна возраст го привлече вниманието на присутните. Со дива природа и нескротлив дух си замислуваше дека израснал на Бачилото на кое е роден, а не во прегратките на семејството Симоновски, кое го одгледуваат со многу љубов. Арон на Антонија Ивановски од судијата беше прогласен за многу перспективен. Проценката на судијата беше издржана затоа што во Арон се препознаваше иден шампион. Со Караманчето Бартон на Југослав Крстиќ заврши оценувањето на караманите од 3 до 6 месеци. За победници беа прогласени Атом на Владко Симоновски и Астра на Трајче Китановски. Во возрастната категорија од 6 до 9 месеци немаше пријавено карамани, па затоа оценувањето продолжи во возрастната категорија од 9 до 18 месеци. Варвара на Марина Вранкиќ гордо чекореше низ рингот, срекна што е негувана од секогаш атрактивната и насмејана Марина. Видна беше вознемиреноста на Марта, наивниот младоженец Антонио Ивановски, да не биде заборавена и отфрлена како што тоа обично бива кога подобрата половина ќе стапи на сцена. Караманките Манка и Мина на Владко и Маријан Костовски се истакнуваа со своите елегантни движења во рингот. Вака ќе биде и рангирањето. Значи, прво, второ, трето, четврто. Застанете. Ќе почнем од четвртото место. Четвртото место, средноснажна кучка, малку плашлива, нешто посветли очи, меѓутоа типски добро оградено. Забавното кај неа е обратна ножичка. Треба да биде ножичкасто, меѓутоа кај неа обратна ножичка. Тоа е некој поен носи подоле, затоа е ставена на четврто место. Третата кучка, доста добра кучка, добро се движи, убава глава, коректно забало, ножичкасто.
Меѓутоа при движење задниот дел малку се извишува, значи оди по нагорна линија. Тоа е затоа што има малку поотворени задни агли, меѓутоа одлична оцена убава кучка. Втората кучка има нешто поотворени агли, убава глава, забалото е клештасто, добра грдна линија, отворените задни агли си го носат тој дел, заден дел да оди нагоре, меѓутоа носи и нешто друго. Тоа е малку пократки движења со нозете, затоа ја ставам и на второ место. Првата кучка е денес најкомплетна, најубаво се движи, коректно завало, убави агли, затоа е прва место. Дека е само тоа што го гледам кај него, тоа е не е многу висок здрав, со забало клештасто, очи доволно темни, ушите се крушат, само малку повисоко носени. Вратот е јак, грбот рамен, стварно добро. Кај него опашот добро го носи, можда малку повеќе загрен, се во ред. Мала замета има Караманот мечкар на Александар Бунтевски се појави со стасита горделивост и со исконски и древен глас во лењето. Како оние карамани од старите добри времења. Тој караман беше единствен мажјак во таа возрастна категорија, па заедно со Манка уживаа во победата. Потоа следуваше возрастната категорија во која конкуренцијата е најсилна. Да се победи во категоријата од 18 месеци до 8 години представува престиж за секој одгледувач на карамани. Илина од одгледувачницата Син Ко на Илија Каров пленеше со својата убавина. Таа е караманка каква што би посакал секој одгледувач и сточар во Македонија. Со својот правилно завиткан опаш горделиво се перчеше пред
преостанатите женки кои на оваа изложба беа најмногу бројни. Силната Сара на Стојан Гиевски не беше најдобро негувана за изложба, но се издвојуваше со својата цврстина. Дора на Сашо Радевски, која како кутре беше донесена од Бачило, докажуваше дека не случајно беше победничка на 4-та државна изложба за македонското овчарско куче Караман. Црна на Славе Коцев допатува од Битола за да ја покаже својата убавина, која е резултат на добра нега и грижа од сопственикот. Минатогодишната победничка Боа на Јовица Војовски беше срекна што пред една година на истата оваа трева беше закитена со победничкиот плашт, но и затоа што крај неа беа нејзините најсакани, од чии детски раце не сакаше да се одвои. Караманката Меца на Маријан и Владко Костовски беше професионално представена од веќе искусниот хендлер Антонио Стоев. Бора на Маја Јовановски беше горда што само таа во рингот е придружувана од сопственичка од поубавиот пол. Ада на Љупчо Апостолов, водена од Стојан Димовски, не беше највесела, затоа што нејзиниот стопан Љупчо не е присутен крај неа, кој се наоѓа на печалба, па не можеше да ја види колку е убава. Караманките Веда, Борка и Црна на Маријан и Владко Костовски од одгледувачницата за македонски овчарски кучиња Карамани, челник Пејо, се покажа во најдобро светло и ја одбранија честа на одгледувачницата. Вие тројца. Ова страна и ајде еден круг за публика да свртиме сите. Ајде. Значи, малена оцена на ниедна кучка, тука се женки сите, без разлика кои мани ги имаат, него го насочувам приплодот кон една линија која највеќе одговара на расата, моментално. Тоа се првите 4 кучки. Значи, секаде во светот ги рангираат до 4-то место. Одиме поред. Малку послаб костур, нешто неповрзани и со малку повеќе мани при движење, при стоење, во ставови, се последните 5-6 кучки. Од момчето со капчето црвено наваму, значи тие се тие 6 кучки кон кои треба да тежнеме да добиеме еден квалитет за да имаме понатаму во расата. Мала замерка за завалото на 4-та кучка, таа е момчето, меѓутоа многу добро негувана, добра типски, убава глава, но поради завалото ја ставивме 4-та.
Третата кучка е хубава, компактна, добра, не толку снажна, меѓутоа малку на карактерот и заменот сакам да е малку пожива, повесела, да не се плаши и така натаму. Овие две кучиња денес од сите женки според мене се најубави, многу убава, широка, убава градба, убава глава, малку по-кусо се движи, значи само тоа го земам како замерка, меѓутоа типски е тој тип што треба да се тежне според мене и според стандард. Денес нешто послаба во кондиција, меѓутоа убава глава, добро носена опашка, одличен карактер, супер во движење првата кучка. Затоа прво, второ, трето, четврто. Благодарам. За сите нив, меѓународниот кинолошки судија Миле Алексовски не штедеше зборови за да ги опише во детали нивните квалитети и недостатоци, а за најубавата женка беше прогласена Сара на Стојан Гиевски. Следуваше оценувањето на мажјаците. Борко на Љупчо Боцевски беше постојано во сенка на својот голем Стопан, а што туку доведениот Мурџо на Маријан и Владко Костовски се обидуваше да се докаже дека е вреден за да добие некоја женка. Мечо на Веле Ангелевски, воден од Синиша Ристевски, секогаш е во топ форма, убавец кој никако да победи во оваа конкуренција, секогаш втор. Караманот Карчо на Стојко Димовски за прв пат зачекори на кинолошка изложба. Тетовскиот караман Медо на Синиша Ѓорѓевски се издвојуваше по својата убавина од сите преостанати и некако во воздухот ја чувствуваше победата. Горостасниот караман Араб на Дејан Василковиќ се однесуваше како на свој терен затоа што е единствениот караман од присутните со учество на 5 државни првенства за карамани. Трикратниот првак на Македонија, караманот Сварт на Томислав Јовановски, беше оценет од судијата, но неговото учество на изложбата, побарањето на собственикот, беше ревијално и без надпреварувачки амбиции. Хајде во клуб. Хајде сите во клуб. Оди. Пази, држи го јако.
Овие се 5 кучиња што останаа во конкуренција. Искрено, женките беа потипски од мажјаците. Последниот мажјак се гледа дека има проблеми. Да, дека е удрен од кола, да не го мачиме. Четвртиот мажјак, значи нешто послаб постур, по-женствен, меѓутоа типски добар, коректен, добро носи опаш, добар карактер, добро се пише. Третиот, снажен мажјак, со малку поопуштени усни, голем, висок, сапите му се оборени, нешто пониско всаден опаш, меѓутоа приплод овие квалитетни кучиња знаат да дадат добар костур и поснажни кучиња. Првите два мажјака се типски, блиско, значи кај нив имаат една недостаток, тие се малку подолги и пониски, зборам ја немаат таа компактност како што треба да изгледа во врска со тоа што тие се планински кучиња, на овци, на високи планински предели, многу се ниски, значи по-куси се, не во должина, него во висина. Главата кај двајцата е удобна, добро се движат, малку задните нозе ги доближува, меѓутоа карактерно многу добар, затоа и втор. Првиот мажјак е малку замерен, сака да има поширока глава, меѓутоа добар карактер, се движи, затоа прво, второ, трето, четврто. Како што и се очекуваше, караманот Медо на Синиша Ѓорѓевски ја одбрани честа на Тетовчани и се закити со победничкиот плашт за државен првак на Македонија. Во возрастната категорија ветерани, постари од 8 години, немаше пријавено кандидати. На победниците им беа доделени наградите: златен околувратник, пехари, уметнички слики со мотивот пасиште и храна за кучиња од фирмата Геби, производител на храната Френди, чиј увозник за Македонија е Пет Шоп Милениче на Горан Василевски. Изложбата беше позитивно оценета од судијата Миле Алексовски, од делегатот Габриел Стивел и од специјалниот представник на Кинолошкиот сојуз на Македонија Слободан Милошевски. Помина уште една успешно организирана изложба од кинолошкиот клуб Македонско овчарско куче Караман, со надеж дека следната ќе биде уште помасовна и со уште поквалитетни кучиња. На сите нас ни преостанува да ги сватиме важноста и значењето на одгледувањето и на представувањето на македонскиот караман. Караманот долго време низ вековите ги следеше чекорите на македонците со сите подвизи, со сите искушенија, со сите победи и порази. Сега е ред и човекот повнимателно да се погрежи за обстанокот и за проширувањето на популацијата на ова исконско куче, кое беше на работ на исчезнување. Во лаежот на нашиот караман се чувствува потребата од натамошна екзистенција во придружба на својот верен сопатник, човекот. Во тој глас се собрала целата македонска историја, целата визија на вечноста, целата интонација на победата за опстан. Македонскиот караман е цврст и видлив доказ за обстојувањето. Тоа е соодветен пример за издржливост, мистичен чувар на митските димензии на македонското долговековно патешествие низ времето. Овој дух од македонските планини ги чува во себе сите загадки на времињата и молчаливо се обидува да ни соопшти дека единствениот облик на суштествување е несебичната посветеност према сите живи битија во бесконечното постоење. Таква е природата на караманот, молчалива и податлива, храбра и искрена, како изразот на детската единственост,
смирена и тивка, но и страстно храбра во подвизите и во искушенијата. Со својот личен труд треба да придонесеме за развојот на македонската кинологија, со надеж еден ден македонското овчарско куче Караман да го видиме на официјалната страница на Светската кинолошка федерација заедно со преостанатите раси на кучиња во светот.